тоа дава можности за се добие квалитетно решение, иако нема првонаграден труд, но бара обединување и заедништво во изготвувањето на конечното решение на кое што ние инсистираме. И ни треба време за тоа. И затоа треба, тоа е многу транспарентно, многу отворено, многу инклузивно да се решава. Ние како ФЕЛА дефинитивно не сме задоволни од одзивот на конкурсот. Тоа се малку трудови, меѓутоа мораме да го почнеме, да таа практика на распишување конкурси мораме да ја отпочнеме и да ја негуваме. Ова беше прв после долго време и затоа многу е важно да го окончаме на одреден начин. Мора да има епилог. А се очекува, и јас мислам дека не е ни нешто посебно, можеби ќе треба време, да од фактички наградените трудови се извлечат добрите моменти и се вградат во едно решение кое што ќе има и, еве кажувам, предуслови за имплементација. Таму е проблем приватната собственост. Меѓутоа, јавниот интерес е нешто што мораме да го почитуваме. Не само да го почитуваме, тој е приоритетен. Ако ние таму сакаме да создадеме јавни простори кои што се за сите граѓани, нели? Тоа е тоа, тогаш мора да направиме компромиси со приватните интереси. И низ такви решенија, тоа можеме ние како професионалци, експерти, тоа можеме да го направиме. И низ таквите решенија ние да добиеме нешто што е поквалитетно и да не се срамиме. Сепак ова е дел од општина Центар и станува значка, станува белег, и пред се место со меморија. Ние секогаш ќе знаеме каде била фабрика Треска. А да не зборувам за другите атрибути кои што ги носи како простор, кои што се испитани и вградени и во програмата за конкурс. И еве, да кажеме, сите не одговориле на барањата на конкурсот и затоа и нема прва награда, така пишува во извештајот на комисијата конкурсна, но тоа не е ништо страшно. Во нашиот свет тоа не е страшно. Ние во самиот процес на истражување и аналитика добиваме, сите добиваме. И оние кои што истражуваат и оние кои што потоа со резултатите од тоа се служат и се корисници.